во ова издание. САД со зголемен рейтинг во светот, со мали исклучоци, но за Европа сепак Германија е на прво место. Македонците загрижени за порастот на цените, што носи страф од зголемена сиромаштија. Во САД стапката на сиромаштија е намалена за време на ковид. Ке ви кажеме на што се должи тоа. Останете со нас. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Newsflash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Лилица Китановска. Галуп направи истражување во 46 држави што покажа зголемување на рейтингот на САД. Од последната година на администрацијата на Доналд Трамп со 30%, администрацијата на Џо Бајден во првите 6 месеци покажа одобрување во светот од 49%. Галуп ги потенцираше различните пристапи на САД во ангажирање со светот под администрациите на Трамп и Бајден. Трамп имаше преференца за политиката Америка прво, додека Бајден сака потесно да сработува со други држави. Рейтингот на САД е паднат во 3 држави, од 18 на 13% во Русија, од 20 на 16% во Србија и во Бенин од 54 на 50%. Во неколку европски држави рейтингот на САД е нагло пораснат, како во Португалија, Холандија и Шведска, и пошироко со двуцифрен пораст во Канада, Германија, Италија, Франција и Јапонија. И покрај повисоките оценки САД сепак се на далечно второ место во неколку региони споредено со други држави. Кога Галуп прашал дали луѓето го одобруваат лидерството на САД, Германија, Кина и Русија, Германија излегла на прво место меѓу испитаниците во Европа, Азија и во остатокот на американскиот континент. САД беа рангирани први само во Африка со рейтинг од 53%, што е над рейтингот на Германија од 49%. Зголемувањето на цените на основните прехранбени производи ќе доведе до зголемување на бројот на сиромашни граѓани, предупредуваат од македонската платформа за сиромаштија. Мики Трајковски разговараше со експерти кои предлагаат мерки за ублажување на ценовниот шок. Евентуалното зголемување на цените на основните прехранбени производи до крајот на 2021 година и до 50% на што предупредуваат од преработувачката индустрија ќе ја продлабочи сиромаштијата во државата, односно ќе го зголеми и така загрижувачкиот праг на сиромаштија, велат од македонската платформа против сиромаштија. Имаме многу луѓе кои се во периодов дополнително ќе осиромашат и ќе влезат во сериозен ризик од сиромаштија. А оние кои што немаат сега дополнително ќе имаат притисок да избираат што ќе си дозволат за сумата пари со која располагаат. Дали ќе се прехранат со квалитетна или било каква храна, значи тоа е едниот избор, и вториот избор дали од остатокот на парите кои што им преостанува ќе имаат доволно да ги платат останатите сметки, значи да се загреат, да се облечат за школување на деца. Економските експерти сметаат дека македонската економија не е изолирана од актуелните глобални текови во однос на порастот на цените на енергенсите и суровините на светскиот пазар. Тоа ќе се одрази врз животниот стандард на населението, затоа што некаде околу 40% од доходот на населението отпаѓа на храна. Ево да ги земеме поразвиените земји каде што храната учествува со 7, 8 или 9% во вкупниот доход на населението. Според последните податоци на Државниот завод за статистика од 2019 година, 21,3% или 1/4 од граѓаните во Северна Македонија живеат под линија на сиромаштија. Според некои други проекции, овој процент сега би можел да се искачи до 24%. Законот за социјална заштита требаше да го намали бројот на сиромашти не само од аспект на финансиска помош, туку и од аспект на нивно излегување од системот на социјална заштита и влегување во економскиот сектор. Тоа беше невозможно во период кога имавме затворено стопанство, вели Дуковска. Дополнително и луѓето кои што изгубија работата влегоа во нови сиромашни и верувам дека бројките за 2020 ќе го покажат тоа. За жал трендот е продолжени во 2021. Дамоска Секуловска пак препорачува долгорочно мерките да бидат насочени кон зголемување на доходот на граѓаните, но и во моментов треба да се пристапи кон заштита на домашните производители преку намалување на трошоците за производство, односно ослободување од одредени давачки при увозот на суровини. На тој начин би се
намалие трошоците на производство на финалниот производ, а во однос на замрзнување на цените, тоа би треба тука да бидеме многу внимателни. Значи, сепак тоа треба да биде за еден краток временски период, бидејќи тоа може да се одрази негативно врз недостиг на стоки на пазарот или врз квалитетот на производите кои што се нудат на пазарот. Инаку според Државниот завод за статистика, за 3,7% се зголемени трошоците за живот овој септември во однос на истиот период лани, а цените намало за 5,6%. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски. А во САД, рекордно намалување на стапката на сиромаштија по владините програми за помош да се компензира економскиот пад предизвикан од пандемијата. Но што од сега натаму? Погледнете, известува Вероника Балдерас Иглезијас. Семејството на Наталија Вокер е едно од повеќе од 30 милиони американски домакинства кои примаат месечно помош за деца. Самохраната мајка на 2 деца троши $300 месечно само за училишен прибор. Беше благослов, затоа што не го очекував. Минатата година COVID-19 ја принуди Вокер да го затвори бизнисот за чистење. Работеше секогаш кога можеше и се подпираше на локалните добротворни организации и федералната поддршка, чија цел беше да им помогне на домакинствата што се борат за време на пандемијата. Направив некоја заштеда. Почнав да вложувам повеќе во мојот бизнис, а потоа започнав друг бизнис за мојот најстар син. Инвестирав. Новите податоци од Бирото за попис на САД, анализирани од неколку истражувачи, покажуваат дека семејството на Наталија не е единственото што има корис од серијата неодамнешни мерки за економско олеснување. Бирото за попис откри дека стапката на сиромаштија падна на 9,1% од 11,8% во 2019-та, 11,7 милиони американци ке паднеа во групата сиромашни во 2020-та, ако не добија средства од владиниот стимулативен пакет. Заштитени беа околу 1 милион бели деца од сиромаштија. Без стимулативните чекови, стапката на сиромаштија за латиноамериканците и афроамериканците би била 6 до 8% повисока. Во моментов се чини дека ја намалува сиромаштијата за околу 1/4 или за околу 25%. Додека испраќањето стимулативни чекови престана, има дебата во Конгресот дали да се проложи или олесни данокот на деца, под кои критериуми и колку долго. Експертот за истражување за стапката за сиромаштија Анджела Рахиди во Американскиот институт за предпријатија стравува дека даночното леснување ќе им го одземе стимулот на луѓето да работат. Трошоците за проширување на ова данечно олеснување за домакинствата со деца се над $100 милиарди годишно. Мислам дека вистинското прашање е како да ги продолжиме овие типови на програми, кои им помагаат на луѓето, но исто така тие да гарантираат дека се способни да работат и да ги прехрануваат своите семејства. Дженифер Ласитер Смит е директорка за програми во хуманитарната развојна организација која обслужува над 7.000 семејства со ниски примења во Северна Вирџинија. Мислам дека е заблуда да се мисли дека овие луѓе ги злоупотребуваат владините средства. За време на пандемијата, понекогаш ви треба само малку помош. Можеме да дадеме некому $500 американски за помош при изнајмување. И тоа е разликата семејството да остане без покрив над главата или да ја плати киријата. Наталија Вокер вели дека е решена да продолжи да го чува семејството да не западне во сиромаштија. Таа добива различни нивоа на поддршка од локална непрофитна организација, но таа исто така би го поздравила постојниот пристап за зголемена владина помош, вклучувајќи го и проширеното даночно олеснување за деца, за да може да инвестира во иднината на синовите. Не живеам надвор од моите можности. За се што имам, работев или најдов извор за финансирање или го добив бесплатно. Го користам секој расположлив ресурс за мене и моето семејство. Се надевам и се молам да трае барем до 2025 година. И тоа беше се за емисијава. Не заборавајте да учествувате на нашата анкета. Дали би примиле трета доза на вакцина против COVID? До гледање до утре.